Добар ден и среќен ден од Владо Павлов. Седумнаести март 2025 година. Што напишавме, што се оствари и што доправа ќе доаѓа. Верувам дека хипнозата полека, но сигурно ќе се трга од сите оние кои што ја барат вистината и правдата. Вчера, за кој ви обеќам дека ќе имаме уште едно видео, каде што не знам уште колку да се изнасмеам на борбата на Васко Ефтов за да го загуши нашето восстание. Не знам со какви се сценарија и лаги се служат за да верувате на глупостите нивни. А затоа, идентично, како тоа што ви го објаснувам со атентатот на Киро, е идентично и со дискотеката која што не постои. Да споменуваме доктор кој не е очен доктор, во случајот Огриновски, да му препишува на очари, па сакал, не сакал на очари, да манипулираме дека председател седи веднаш до возачот напред, да измислуваме приказки дека имал спортско срце како фудбалерот Меси, дека бил со отворена уста, а шоферот со затворена, и затоа му пукат белите дробови и пола череп нема. И така натаму, едно на дното. Сето ова што го прави ова служба повеќе од 30 години го прави со цел. А целта е вие да останете хипнозирани, неми, тупи и кога сте вакви, сте неупотребливи. Па затоа и ќе споменуваме новини како читаме пред нас, па тоа звучниот бран, кога рокнал, поминал преку новините со децибели толку кои што се препознатливи и докажани по оно што се случило на шоферот. Ама ете, Киро знаел во тој момент дека ќе се активира од Бристол ова рачно изработена направа и морал да биде со отворена уста, да издишува, затоа што ако вдишувал и бил со затворена уста, 300 доктори немало да го спасат. Пазете, со какви ситни работи се служат за да сокријат вистината за уништувањето на нашата мила Македонија. Ние ќе се бориме. Јас кажав, наградата ја поклонувам на македонците,
каде што секој град ќе има солена соба и секој град во Македонија ќе има бесплатни услуги. Немам потреба јас со таа награда. Наградата ќе ја поклониме на децата на кои што најмногу ќе им бидеме потребни. Да не се плашат од Владо Павлов. Владо Павлов нема да биде опонент на Бранко Црвенковски. Затоа што секој оној кој што е опонент на Бог, во случајот Бранко Црвенковски, Бог си знае најдобро што треба со таквите. А вие бидите мои посматрачи и следете. Да видиме дали Бог ќе му даде одобрение на овој монарх кој што ги прави сите овие сценарија во Македонија, за да кога ќе порасне денес, биде крал на Македонија. Тоа е околу случувањата за кои што ќе имаме уште едно вклучување во живо, со докази и аргументи за она што го прави Васко Ефтов. И јас верувам дека заслужено човекот може да го прерипа Белград и директно да оди во Барселона, каде што најубаво ќе се чувствува и каде што најубаво ќе ужива во благодетите на Шпанија. Сега вака. Жално е тоа што го гледам. Жално е тоа што го слушам. Никој нема тронка совест. Од јасно појасно, во кој град сум живеал, во Матрикс, а од друга страна, веќе знам зошто сум сметал на овој Матрикс во Кочани. Се разбира, најголемиот виновник за Кочани е Владо Павлов. А како што гледате, случувањата со оно што не постои, никој не е виновен. Оно што започна со Владо Павлов и што се правеше и што се прави се уште, најверојатно е сценарио кој што требаше да бидам виновен за нешто и не случајно со години уназад некој не нарекуваа секта. Прво, од трите прашања, едното прашање е одговорено за кој го правил лаборатот за противпожарна заштита. И замислете, тие никаде ги нема. Али ете, се појави адвокат, за кој што во иднина ќе имаме јас и тој работа, како на фиктна фактура, како на фиктна фирма, фантом фирма, успеал да направи договор за да испумпаат преку 80.000 денари од джиро сметка на Агапи, пари кои што беа чувани за плата и за ДДВ тогаш. Но да се вратиме на работава. Тие самите меѓу себе, како канибали, ќе се јадат. Едното прашање, кое што го поставивме од првиот ден, за противпожарната заштита и која е таа фирма, денес ја објавија. Ние знаевме од првиот ден, како што знаеме и кој е стечајниот управник во Основен суд Довлочани и Кочани. И како е можно придружницата да има блокирана сметка, а главната фирма да функционира. Многу прашања и многу одговори треба да се јават. Едно што е најбитно, оно што го гледам, е жално што продолжуваат да се играат пинг-понг со родителите. Јас овде гледам спој на судство, обвинителство и адвокати.
може би ќе успеете да ги спасите со одредени секташки нарачани сценарија. Ама верувајте ми, од Бог никој нема да биде спасен за оно што се најави на Олимписките игри во Париз. И за кој што предупредувавме и за кој што се случи. Тоа е последниот јавач на апокалипсата, кој што полека, но сигурно завршува со неговото владение. А сите знаете после него кој доаѓа. Или треба и за тоа да објаснуваме? Или треба и за тоа да ви нацртаме? Пошто како што гледам, 80% или проценти од луѓето кои што ме читаат, барат да и се нацрта. Никој не сака мозок да користи. Сите се научени да им се нацрта, да им се даде на послушавник. Затоа не ме чуди што ова се случува со Македонија. Не ме чуди она што Васко Ептов го промовира за атентатот, за да може да помине. И ако се уште живееме со катанец на умот и пранги на нозете, со запечатен ум, нормално е дека ќе помине и тие ќе си тераат понивно, а вие со запечатен ум ќе чекате нов пулс некаде на некое друго место. „17 март 2025 година Владо Павлов, еден ден после кобниот ден, со објект кој што не постои. Трагедијата е голема, не само од дишувањето на еглероден диоксид, кој е смртоносен доколку се вдишува во затворена просторија. Еве пример. Во затворени средини, концентрацијата на јаглерод моноксид може да се зголеми до смртоносни нивоа. Во просек 170 луѓе, пример, во Соединетите Американски држави годишно умираат од јаглерод моноксид, произведен од не автомобилски производи за широка потрошувачка. Многу смртни случаи се случиле за време на прекини на струја поради тешките временски услови, како што беше ураганот Катрина и кризата со струјата во Тексас во 2021 година. На што ни укажува сето ова што сум го напишал на 17 март 2025 година. На заменувањето на местото на О2 или молекуларниот кислород со јаглеродниот диоксид во крвта, кој влие на висока закиселеност или доаѓање до смртоносна леукемија и смртноста на моите сограѓани кога паднал покривот. Замислете, основно јавно обвинителство водело постапка каде што никаде не е објавено дека имало експлозии и дека дел од покривот паднал. Ама затоа кога се во прашање новогодишните прскалки, тука сме сите најсилни. Тоа што ви го најавив на 17 март, дека каде ќе се фатат, тоа се прави. На крајот, ДНК ќе бидат најкрајби и управителот кој што почина. Тоа ви го кажав уште на 17 март, затоа што се гледа сценариото на кој начин одат. Тој терк се спроведува и во ова судско рочиште, каде што не верувам дека има поврзаност, дека нема поврзаност, извинете ми, помеѓу Ојо
судство и дел од адвокатите. Мене ме загрижува друг податок. Хипнозата се уште трае кај родителите. И се уште не се обрќа внимание на многу битни работи. Каде што главните актери не се тука. Не може деко да биде Дон Вито. Туку има некој на деко што е Дон Вито во Кочани. Се македонското обединување и Владо Павлов знаат кој е. И колку сака може да се сокрие. Ама Бог ќе ви го представи него, како сите што ви ги представи што работеа против интересите на Македонија и на Владо Павлов. И продолжувам. Причината нејасна нели како паднал. Но со паѓањето на покривот ние укажуваме на еден вистински хорор во дискотеката. И неможноста да биде спасен секој оној кој ќе се најдел тука. Дури и оние кои несвесно помагале, исто може да починат на самото место. 17 март 2025 година, како лице кое што е било по специјални единици, како лице што е било на некои историни позиции, ви кажува дека херои, ако немате специјална маска и боца со кислород, како што гледате по америчките филмови, пожарникари, тешко да поверувам на тоа што вие го презентиравте, а сигурно сите вие кои што го презентиравте сте имале посебна цел. Посебно онија кои што манипулираат дека со натопена мајца и ваделе по 20 мина. Па дури и носеле на грб до болницата од дискотеката. Вакво Холивуд сценарио може да упали кај неупатените, а не и кај нас, кои што знаеме што значи ваква просторија контамирана со CO2, а исто така и со многу други штетни, а најмногу од нив и водородот цијанид. Дали? Ова сум го напишал на 17 март и го повторувам денес. Дали херојството е скринување на вниманието како праскалките од првиот момент? Треба основно јавно обвинителство и јавниот обвинител Борче Јанев со председателот Коцевски да го докажат, а воспротивно се крие нешто. Втора работа, дали некој досега објасни за големата токсичност на покривот од така наречената дискотека, кој што е неважешка во Кочани, кој со само неговото отстранување и депонирање е опасен и штетен по здравјето, а тек кога гори ваков азбестен покрив. Не може некој од најповиканите во Кочани покрај многуте пропусти да не виде каков покрив има покрај големата звучна изолација која што била од улошки за јајца покрај Сунгерот. Господа, азбестот е многу радиоактивен, составен од микроскопски влакнести кристали. Дали ова што го најавивме на едно од рочиштата, Кочанскиот јавен обвинител кажува
дека веќе има последица кај многумина. А наше прашање е, каде е бил кога ние ова го објавивме и кога ние баравме сите кои што се задесени овде да имаат здравствени испитувања? Или сега сакаме да се доближиме, да бидеме грижоговорници и ред други работи кои што се прават? Во стабилна состојба азбестот е целосно безопасен, но при негово кршење, ронење или стругање се ослободува азбестна прашина, која е многу радиоактивна, а кога истата гори, е многу опасна по здравје. Доколку вдишеме азбестни влакна, тие се залепуваат за нашите бели дробови и можат да предизвикат брза смрт или рак на белите дробови. На ова секој ден ќе објавувам и ќе споменувам, за да не се заболошутува сето она што се случува денес во Кочани, како што објавува дури сега кочанскиот јавен обвинител, дека многумина веќе имале последица. Дали освен јаглеродниот диоксид, имаме и друг проблем со поголемиот број кои не стигнале од местото до болницата во Кочани, е токму поради опасноста од азбестните радиоактивни влакна и од опасноста на цијановодородот. Дали пожарот штетно влијал на сите кои биле и надвор? Доволно се изслушав, затоа одлучив од 17 март да не молчам. И ќе продолжам. Која е таа инспекција што дозволила ваков покрип од азбест да има, кој е многу радиоактивен ако се запали? Од каде тој цијановодород, кој што е многу отровен и кој што е најголемиот причинител покрај азбестните кристални влакна за големата смртност кога паѓа покривот? Кочани, кој што си дробиме ке се јадеме. Поминав јас како жртва на корупцијата и уште трае. И сам со неколкумина ке го изгуркам сите со име и презиме. Доста ме бранеа многу и не барам од никого подршка во мојата борба против истите што ги убија овие деца. Владо Павлов, 17 март 2025 година. Што да додадам или да одземам, македонци мои? Најбитните работи, каков дотур на електрична енергија има, каков приклучок имал, кој е стечениот управител, експлозијата за кој што кажуваат поголемиот број на деца, паѓањето на покривот, како што се гледа самата слика. Кој е одговорен за противпожарната заштита, веќе знаеме. Каде се овие инволвирани? И зошто? Кога влегла увера до влочени, како тоа што се направи последните денови во Кавадарци со Аца Лукас, не е прекината музиката, не се запалени светлата и не се ДНК изнесени надвор. Туку напротив, кога влегува увера до влочени, настанува поголема журка и се палат праскалките. За каква рација овде зборувате вие од увера до влочени?
И дали вие од УВР довлочени сте учесници за да нешто сокриете, за да нешто не дојде до јавноста во Република Македонија кај сите нас. Дали Кочани го очекувало нов детонатор како 2012 година со специјалците со тигрите? Дали имало известување дека во Кочани во оваа дискотека ќе има нов детонатор во кој што ќе учествуваат специјални единици? Ако е така, тогаш некој го попречил тоа. А кој? Ако не оние кои што требало овде да бидат и да го исчистат просторот за да дојде до рација онака како што треба. Кој се плашил? Колку малолетници има таму? Кој се плашил? Колку тие малолетници биле под наркотични средства? Кој се плашил? Колку малолетници биле под дејство на алкохол? И кој го знае тоа? Кој, ако не УВР довлочени? Овде, со ова што го имам објавено, на 17 март 2025 година, најжестоко се спротивставувам на УВР довлочени кои што според мене не ја спроведеле целосната акција како што треба и се бореле да сокријат нешто од јавноста. Што најверојатно некој од лицата во УВР довлочени учествува. Второ, кој се бори да го сокрие основниот суд во довлочени Кочани, каде што деко не може да биде тој што е ако нема лица во основен суд довлочени во УЈП. Лесно е да кажеме дека не сносиме вина и да се правиме на тошо и да плачеме пред сите нас, а требало да плачеме пред да се деси ова. Сокриењето и тргањето настрана од вина. Почитуван суде, навлегувате во поголема карма, а и ти деко нема полесно да си ја признаеш вината за се што било јавно, да ги кажеш сите учесници за се што се правело тука. А не да изиграваш жртва. Јас нема да го дозволам ова. Затоа што ова е надвор од памет на секого од нас. Не може Македонија да биде земја ако не застанеме одбрана на младите. А тие што треба да ги чуват младите, најверојатно тие ги троват. И дефинитивно треба детонатор нов во Кочани и тоа во УВР довлочени во основен суд Кочани. Детонатор идентичен како што беше во 2012 година. Затоа што изгледа детонатор во Кочани е се уште жив, а детонаторци се во УВР, довлочени, основен суд и во УЈП и така натаму и така натаму. Не може со неплатена и блокирана жиросметка после 3 месеца да не се води стечајна постапка. Ако започнала таа стечајна постапка и се правило стечајна маса, заедно со УЈП немало да дојде до ова.
кој се штити во Основен суд Довлочани, од каде што започнуваат сите работи и од каде што започна и со Владо Павлов. Замислете, судија од Виница суде во Кочани, а судија од Кочани оде во Виница на рочиште. Пред некој ден имавме починат адвокат, кој што работи на случај за еден рудник. Најболно е тоа што се додека постојат адвокати и го бранат и едниот и другиот, едниот адвокат учител, другиот ученик, и веруваат дека ќе успеат да одработат за Дом Вито Кочански. Јас не верувам дека ќе успеат. Нека почива во мир учителот, адвокат на оне другиот адвокат што наводно ја брани странката. Ова е мрдното од се што може да постои во Македонија. Исто како случајот со Владо Павлов. Се монтира процес за да се украде од онаму каде што го чуваме додека нема музеј во Кочани, крунисаниот доказ за Македон и за рајската градина, тоа е цвеќето на животот. Каде што не случајно учествуваат лица кои што се поврзани со ова дискотека која што не постои. Нема да премолчеме. Самите одлучете. А последиците уште ќе се трпат во Кочани. Ќе помине една година. Ќе помине и година и пол. Ама сите оние кои што биле, ако денес не ги залечиме, Кочани ќе стане Чернобил. Самите одлучете. Ваше право си е. Јас не оставам работата на случајност. Има многу работи кои што смрдат од главата на рибата. И таа глава на рибата не е Деко. Останете ми во љубов, мир и хармонија со мојата порака до Деко да си ја признае вината и нека биде, ако треба, првиот кој што според покрај неговите грешки барем ќе докаже и ќе каже дека она што се правило е надвор од умот на секој кој што можел да си замисли што се правило во таа непостоечка дискотека. Ајде, Деко, доколку ги сакаш твоите, верувам дека ги сакаш најблиски, признај ја вината и од А до Ш представи ги сите. Не се плаши, затоа што пострашно е ова што го правиш. Сведок си на се. И затоа треба да ја кажеш вистината и да си ја признаеш вината, Деко. Бидејќи цел град пиеше кафе кај тебе. Цел град одеше на диско кај тебе. Денес те отфрлија, Деко, сите. Сите кои што пија и сите кои што се дружија со тебе те нарекоа монструм.
Затоа деко признаја вистината, признаја вината и кажија вистината, затоа што не знам, ако живееш со лага и на плеки имаш толку мртви и уште многумина ќе се појават болни од канцер, да велиш дека не си виновен и да се бориш да се спасеш, а си оставен на милост и немилост од сите кои што знаеш многу баво сите се тргаат, кои што секојдневно беа и пие кафе во Класик и одеа на диско. Кажи ја вистината деко. Барем со вистината ќе си го очистиш малку духот твој, на кој што ти нема спас ако продолжиш вака. Лилит секта и Лилит организација е веќе завршено со Кочани. Сите се илувирани. Лилит организација и Лилит секта повеќе не има во Кочани деко. Затоа, како кочанчанин ти велам, не се бори да бидеш невиновен, а се гледа. Признаја вината и кажи ја вистината. Затоа што ти си многу мал од оние кои што се над тебе. Ништо нема да направиш ако ги сокриеш. И затоа треба да ја кажеш вистината деко. Бидејќи материјално те понесело, бидејќи брзајќи да ја земеш вреката со пари и пуштањето на вентилаторот уште полошо било отколку што тоа си го направил. Деко, признаја вината. И не ти мислам лошо, бидејќи ќе се откријат сите оние кои што работеле против нашите деца. Кажи ја за поврзаноста со сектата, за поврзаноста со судот, за поврзаноста со УЈП, за поврзаноста со кочански олигарх, за поврзаноста со увара довлочени. И доста ги тровевте нашите деца. Тоа е мојата порака до сите вас, тоа е мојата порака до деко. Лилит секти повише не постојат, Лилит организации исто така, и овие прашања кои што ние ги поставуваме само деко може да ги одговоре, за реновирањето на дискотеката, на која мрежа е приклучена, затоа што овде не постои фирма и не може да се направи договор со Евана. Второ, кои се одговорните што го дале записникот и лаборатот за противпожарна заштита да стигне да онаму кај што треба, која фирма? И трето, кој е стечајниот управник во Основен суд Кочани што е водел постапката на ова фирма во стечај? Овие прашања
И многу други одговори може да ги даде Деко. Затоа солзите Деко ништо не ми значат. И на мене и на нас. Вистината ни значи. Со солзите ја прикриваш вистината на тие што се на тебе. А се многу. Да живее Македонија со дух, ум и фанатизам за Македонија и за спас на нашите деца од вакви како Деко, кој што вели дека не бил виновен.